Ќе ви кажам што може да направите за да помогнете. Сослушајте. За луѓето кои што имаат проблеми со менталното здравје, најчесто е многу тешко да говорат за тоа. Но во моментите кога ќе бидат подготвени да споделат, сослушајте ги. Не ги прекинувајте, не се обидувајте да ги банализирате нивните приказни или чувства. Слушајте внимателно, отворено и не ги притискајте да кажат повеќе или помалку од она кое се подготвени да го кажат. Утешете. Секој еден од нас кога поминува низ било каква криза, а особено таква која што става траги врз менталното здравје, има потреба од утеха. Покажете им дека сте тука, дека се грижите. Понекогаш една обична прегратка може да помогне повеќе од било кој спор. Бидете тука. Еден од најголемите стравови на луѓето кои што се соочуваат со претизвик со нивното ментално здравје е дека доколку покажат како вистински се чувствуваат, луѓето ќе ги смејуваат и ќе бегаат од. Овој страв ги тера да ги потиснуваат нивните чувства и да се изолираат. Прашајте. Кога не сте сигурни како може некому да му помогнете или каква потреба има, прашајте го. Понекогаш еднобично како си или како можам да ти помогнам, може многу да значи. Така ќе му покажете на човекот дека се грижите за него, но и ќе му го понудите токму она кое што во моментот му е потребно. И секако, бидете предпазливи, свесни и отворени. Проблем со менталното здравје може да има било кој и во било кое време.